Благодарам, со оглед дека во времето кое што ви беше предвидено опфативте неколку теми, должен сум по сите да ви одговорам. Прво морам да ви кажам дека на вистина еве нешто ми се допаѓа кај вас, а тоа е преди секогаш да прибегнувате кон патриотизмот, апропо на тоа веројатно и вашиот изглед говори дека се враќате на онаа идеолошка матрица на вашиот коалиционен партнер, односно ВМРО ДПМН од 90-тите години, па секогаш кога нешто ќе ви згусне, тогаш од вас нема поголем патриот, го браните името и така натака и така натака. Кажевте наброј 5 функционери кои што се гонети од 11 години во ВМРО ДПМН, еве не мора 5, јас еден ќе набрам, тоа сте вие. Зоран Заев беше гонет за криминал од 8 милиони евра, но тогашниот претседател на државата Бранко Црвенковски ве аболираше и во моментот вие сте единствениот аболиран политичар кој што е во моментална активна политичка свита во Република Македонија. И на крај се расфрлавте тука со изрази дека биле прв, втори, трет. Па нели немало од првиот и вториот ешелон кои што биле корумпирани? Ама сега кажавте, значи биле прв, втори, трет, значи сами се побивате. Тоа е нашиот проблем во оваа држава, господине Заев, што вие како највисокиот орган во извршната власт стабајле кажувате едно, навечер друго. Вие велите нема прв и втори ешелон, има трет, тука на говорницава сам кажавте да тие луѓе беа од првиот и вториот ешелон и понатака продолживте да се фалите дека нели тоа сите биле еднакви пред законот. Кажувавте што сте направиле нели во овие сфери во општеството да се сузбие корупција. Па добро бе, господине Заев, вчера во собранието имаше точка за гласање на член на судски совет. Знаете ли која господја ја предложија вашите од мнозинството? Тања Чачаровска Илиевска. Таа би била на вас правен советник. Вистина или манипулација? Вистина е, така? Па вие цел правен совет од СДСМ го направите во судскиот совет. Дали била оваа Црвенковска, дали е оваа, сите од СДСМ ги ставате во судски совет. Вистина или не? Вие се ја ставале во вашиот кабинет, ви била во партијата во правниот сектор, вие сте ја предложиле во Телеком на местото на Драги Рашковски, што укажува на тоа дека по линија колку ви е близок Драги Рашковски, што се уште само вие во државата тврдите дека бил невин. Веројатно ви е многу блиска. Како може да биде во судски совет, која што директно го прекршува членот 3 од законот на судски совет, каде што укажува дека не треба некој да биде активен. Директно ги крши членовите 104 и 105 во Уставот. Па вие кажувавте од оваа говорница, така е, транспарентно не било. Еве, ви конкретен пример со име и презиме. И на крајот, заради тоа што многу често знаете да се пофалите со евроаспирациите, пред некој време дадовте изјава, тука сме, нека се јават од Унија. Ве барале, ама веројатно е било зафатено затоа што се разговарале со Грета на телефон. Немам дополнително прашање, не сум задоволена од одговорот. Благодарам.